Продолжи судењето за убиствата на Вања и Панче. На денешното судско рочиште се дополнуваше доказната постапка. Обвинителството посочи дека Боре Видевски не бил на своето работно место на денот на грабнувањето и убиството на Вања и Панче и дека воедно нема достапни податоци за извршено пробно испукување со оружјето, кое го поседувал обвинетиот. Според известувањето на надлежните органи, чаурата била внесена во системот за автоматска компарација, но анализата не покажала поклопување со претходно внесени податоци од кривично-правни настани во земјата. Компаративната анализа покажала дека не се совпаѓа со некое оружје кое што било изведено при кривично-правен настан или со оружје за кое што и чаура имаат податоци во МВР. Првообвинетиот Љупчо Палевски во врска со новиот доказан материјал рече дека обвинителството со задоцнување од 1 година се обидува да изгради алиби за себе поради, како што рече, непостапување во откривањето на критичните елементи на случајот. Од една страна дава документ дека пиштолот е легален, кој што не е спорно дека оружјето е легално. Од друга страна дава документ дека нема најдено испукување во базата на податоци. Ние бараме да биде вештачена чаурата од кое оружје е испукано. Обвинителството денес достави наредба и известување каде што е побарано дали од кривично-правни настани во Македонија кои се случајни е испукано од некој од тие тестирани чаури или пиштоли и дали е тестирано, дали е испукано од оружјето на Боре Видевски. На судењето исто така обвинителството објасни дека на 22 и 27 ноември 2023 година со фотографија од писмената комуникација помеѓу Палевски и сведокот Ерол Османи нема потврда дека Палевски бил кај него и му го поправал котелот од парното грејење. Станува збор за времето кога обвинителството тврди дека всушност го киднапирал и убил Панче, заедно со обвинетите Боре Видевски, Вели Борманев и Владко Кешишев.